Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една анализа на 24 вести. Јас сум Гоце Михайловски, а гостин во нашето студио вечерва е лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Добре дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер и до вас и гледачите. Господине Заев, излеговте на протести, останувате во институциите, меѓутоа ќе ги блокирате и ќе ги обструирате. Рековте дека ова е ваша првична реакција за апсењето на Шиповиќ, кој го сметате за политички монтирано. Каков ефект очекувате од овие ваши активности? Да го ослободат, ќе рушите власта, што? Вака, сигурно и вие како медиуми на јавноста може да претпостава дека отидовме со благи мерки, апсолутно да предизвикаме внимание кон власта, да не превзима вакви чекори заради тоа што навистина не го успокоила и мотивира политичкиот диалог толку потребен во оваа наша земја, политичката дебата за важните прашања за државата, која се живее под тензии и под притисок. Заради тоа мерките се го ставаме во мирување нашето учество во работната група, во ЗЕЛС. Советниците само на една седница ќе изразат солидарен протест и понатаму продолжуваат да учествуваат во локалните самоуправи. Ќе го информираме Советот на Европа за локални и регионални власти и слично, кое што апсолутно значи дека обстојуваме во институциите, немаме намера да ги бойкотираме самите институции, да отстапиме од нив, да ги напуштиме, но секако тоа не значи дека во иднина и нема да се случува. Ние искрено се надеваме дека нема потреба да дојде до тоа. За нас тоа се последните мерки кои што треба некој да ги превзема во државата. Секако сите други демократски мерки ни стојат на располагање. Ние сме згрозени од начинот на кој што со леснотија се користи мерката притвор за секој. Како што знаете, реагиравме и за акцијата Шпион, таму нема членови на СДСМ, нема ниту впрочем бивши или сегашни членови на ВМРО ДПМН се некои од тие луѓе, но од принципиални причини реагиравме заради тоа што денеска принципиално реагиравте, меѓутоа со пресконференции, на овој начин со блокирање на институциите, со протести не сте реагирали. Има и други случаи во кои загрозени беа и се сметаат за политички случаи, дури влегува во извештаите на Европска унија на Стеј департаментот, случајот Бошковски, случајот Кежаровски, реагира опсе на секој, меѓутоа некако е непринципиално само кога се работи за членови на СДСМ. Извинете, но за Кежаровски сите наши пратеници дел од раководството беа пред судот, изразувајќи го принципиално истиот протест. Се работи за општествена функција која што исто така значи блокажа на една засебна власт. Тоа е локалната власт. Денеска не бевме да блокираме институции. Ние денеска бевме да изразиме солидарен протест. Добро, не ги блокирате работната група, учеството во ЗЕЛС. Апсолутно, тоа Зошто не го направивте за случајот Кежаровски, например, за Љубе Бошковски? Љубе Бошковски во однос на Шиповиќ е многу позначајна политичка фигура, ако можем така да речем. Значи, тоа е оценка како мислите. Љубе Бошковски прво е припадник на друга политичка партија. Ако неговата партија солидарно како опозиција го побараше тоа, ќе го побараше. Да. Се согласувам, нема проблем. Некој пат оценка е на самата политичка партија дека не треба да преземаме одредени дејствија, туку да оставиме. Ние сме опозиција, ние треба да бидеме гласот на охрабрувањето. Ние треба да ги преземеме соодветните дејствија секогаш кога треба да се коригира власта за одредени постапки. Ова е исто така случај како што се и неколку претходни случаи. И од тие причини сме овде исправени да реагираме. Апсолутно, пуштајќи недвосмислено порака дека законите треба да се почитуваат од секој во државата. Но да преку притворот некој го квалификувате за криминалец, однапред му изречите мерка дека е виновен, и тој лежи во затвори 180, 120 дена Кежаровски. 180, па и повеќе дена. Тоа е апсолутно неприфатливо. За судството не е такво како што ние знаеме сите какво е. И ние дома знае, и Европска унија знае, и САД. Меѓутоа се покажа дека овие методи ваши на делување не даваат ефекти. Претходно имаше слични, и во вашиот случај имаше протести. Меѓутоа некако прочитани сте од сите, дури од власта, и денешниот ден го покажа тоа. Некако сценариото ви го пресретна со апсењето на Шиповиќ во Виена. Што и да, власта ги има навистина сите механизми и инструменти под себе. Ние не смееме да се откажеме од оно во кое што веруваме. Ние веруваме дека не смее со таква леснотија да се изразува мерка притвор на секој. Шиповиќ е посебен доказ, тргна од Америка да се врати назад, за да го притворат, ама да добие шанса да ја докажува својата невиност. Упорно верувајќи дека е невин и дека тоа може да го докаже. И апсолутно, ако тоа власта го прави, при тоа не водејќи сметка, тоа денеска го објаснивме јавно, а го објаснивме пред судот. Знаете, судската власт е една засебна, независна власт, која што исто така со своите мерки може да придонесе да делува врз една друга власт, која што се вика локална власт. И при тоа да блокира одредени права на граѓаните, кои што ги имаат исто како правата за правда. Зошто? Заради тоа што дрскоста на институциите под владата, тоа се МВР,
и обвинителство. Тие ги именуваат нивните челни луѓе. Секогаш со леснотија ја барат мерката притвор, а судот буквално ја носи секогаш. Таму има еден куп олеснителни околности. Реално, каде што, како да ви кажем, во Словенија, бивши премиер беше обвинет, одеше на судски рочишта, тука беше, дури го осудија на крајот. Но тука беше. Не со притвор, Тоа не е веднаш да го стварно, оквалификуваат. Мојаветот беше дали овие методи што ги одбравте, овие мерки, ќе дадат некаков резултат, некаков ефект, инаку дека такво судството знаеме сите. Јас сум непоправлив оптимист, овие мерки се мерки исправени пред власта. Јас сум човекот кој што одеше во владата, без разлика на моите внатрепартиски критики, за да продуцирам политички диалог. Среќен сум што успеах во тој политички диалог и на крајот донесовме извештај, кој што беше толку неопходен заради идните перспективи на Македонија. Покажавме дека политичкиот диалог може да функционира. И веднаш после тоа тргнуваме со исти аршини, со исти механизми од страна на власта и никој не се прашува дали тоа власта, тоа што го прави, така треба да го прави, дали тоа е исправно. Секогаш е на тапет опозицијата дали тоа што го прави, го прави. Зарем не чувствувате, вие, целата интелектуална маса, целиот наш народ, дека на вистина сите сме како одбележени, освен фамилијата, како одбележени со жолта трака во времето на Хитлер. Со жолта трака само чекаме кој под туш ќе биде следен, повикан. Фигуративно зборувам за таа работа. Ма не може да има ваков страв во општеството. Земја со аспирации за Европска унија, за НАТО, кое што секојдневно од устата на секој политичар излегуваат квалитетот, вредностите, демократијата, слободата од негова уста, од секој политичар. Ова не е дозволиво. Од тие причини не е дозволиво да се живее во страв, во заплашување, во демонстрација на сила од оној кој што треба да биде сервис и слуга на граѓаните. Недозволиво. Ние сме овде да реагираме. Ке реагираме за секој консеквентно, онака како што ќе ги носиме одлуките, без при тоа да не навлегуваме во независноста на другите власти кои што постојат во општеството. Без при тоа. Немаме никаква намера да влијаеме на било која одлука. За тоа побаравме средба кај председателот на судот, тоа да го кажеме апсолутно, но да предочиме дека Шиповиќ не може да си даде оставка. За да Ќе се вратиме подолу на Шиповиќ. Така. Околу ова рековте на вчерашната пресконференција дека ова е ваша првична реакција. Што доколку таа не даде резултат, што планирате? Рековте дека очекувате кај власта да проработи разумот, и во спротивно таа ќе ја сноси целата одговорност за развојот на настаните и состојбите во државата, како и за нарушувањето на меѓународниот углед на Македонија. Ова некако прозвучува како закана. Што планирате да правите? Сите можни демократски мерки кои што ни стојат на располагање. Верувате, постои лепеза на мерки. Некој пат, знаете, за да донесете одлука да излезете на улица, при тоа да бойкотирате, да протестирате, отпор да демонстрирате и слично, секогаш сте на прагот на линијата, таа тенка линија, како тоа ќе влија штетно или нештетно врз државата и дали опозицијата ги исполнува очекувањата на главен охрабровач, на главен креатор и реагирач на действијата од страна на власта. Ние сме повикани тоа да го правиме во општеството. Да нас гласале 370.000 гласачи, сме легитимни тоа да го правиме, заради тоа што ние исто така ги представуваме граѓаните во Република Македонија. Дали тоа го кажавте првична реакција како имате одреден план или тоа дополнително ќе го анализирате? Следуваат и одредени други мерки. Ние не сме ги изградили, ние немаме намера да обструираме институции на системот, да блокираме Република Македонија, ние треба да помогнеме во процесите пред кои што е исправена Република Македонија, дури и на внатрешен план, во разрешување на економски прашања и слично. Но не знаеме до каде ќе бидеме доведени со сите овие активности на дрскост, на демонстрација на сила и сеење страв од страна на власта. Ние ќе реагираме секогаш. Немаме намера да молчиме пред она што власта дрско го прави пред сопствениот народ, без разлика дали тоа е припадник на позиција, опозиција, на македонска, албанска, турска или било која етничка заедница. Ние сме прво повиканите кои што излегуваат и реагират за непринципиелностите на власта. Впрочем, мерката притвор е издадена за да не се впушти во бегство, а тој се враќа назад. И денеска да биде дрскоста уште поголема, го апсат во Виена. Зошто тргнат наваму? Зарем е потребно тоа да го правиме. Што значи тоа? Уште една плюс блокажа, купување на плюс денови за блокирање на општина Центар, пред ребаланс на буџет во општина Центар. Треба да донесат доволно квалитетен ребаланс за да има средства до нова година за грејење на градинките,
за основните школи, за имплементирање на она што е ветување изразено од страна на градоначалникот и мнозинството од Советот во општина Центар. Еден куп работи се врзани со правата на граѓаните. Добро, еве да почнеме со вашата прва теза. Велите дека ВМРО ДПМН ова го прави го Апси Шиповиќ за да ја преземе контролата над општина Центар. Не контролата, да ја блокира општина Центар. Вчера рековте дека да ја преземе контролата. Ако не се лажам. Не, апсолутно цело време е да ја блокираат. Тие немаат потреба да ја преземат контрола, тие немаат градоначалник. Зошто Шиповиќ не може да си поднесе оставка? Заради тоа што тоа значи вбризгување на одреден субјективизам кон сите инстанции кои што одлучуваат по обвинувањето за кое што е обвинет. Тоа значи испраќање на чиста порака, дека се чувствува виновен. Добро, ако вас ви е побитно да функционира Советот непречено, Шиповиќ нека си поднесе оставка. Ќе влезе следниот од листата. Така и тој оди жртвено јагне. Дополнително на некој судија истражен, кривичен или било кој му потврдува дека тој е виновен. А ова нема да го заштити? Не е работата да го заштити. Нема работата е, тоа е тука, се враќа. Ќе оди на секое рочиште, во секоја земја. Имате основано сомнение, поднесувате кривична пријава. Се јавувате обвинетите директно на рочишта. Директно. Колку пријави има, ќе не следите наредните денови каде што има огромни криминали, каде што се од функционери кои што се уште ја извршуваат оваа функција. Може да го повторат делото. Секој ден. Силни позиции да влијаат на сведоци, дипломатски пасоши, да бегат надвор каде сакат од државата. Ама тоа не се прави кон сите. Не бе, проста причина да не евентуално ви е страф од следниот кандидат, зашто следниот на листата е од Народна, па се случи во Велес, тој од Народна да премине после на другата страна. Да не тука има некаков страф. Не, една работа. Јас сум градоначалник. Помалку важна е таа работа дали некој ќе премине или не. Да знае, тоа бареме на чисто јавност, дека се прекроило мнозинството во Советот и заради тоа не одат работите. И не размислуваме ние до тамо, ние имаме доверба во нашите коалициони партнери, така да веруваме. Субјективна оценката не само некогаш од Народна или од било која партија поминале, како што спомнувате во Велес. Имаме поминување на советници од СДСМ во ВМРО ДПМН. Или обратно, од ВМРО ДПМН кон СДСМ. Добро, ова тоа ви се покаже проверена, па прилично, да. Јас сум лично убеден дека нема да има таква работа заради тоа што вие го отварате. Ние не размислуваме на таа работа. Ние не сме дошли до таму да размислуваме како сега председателот на СДСМ ќе му даде на Шиповиќ во ова време насоки да си даде оставка. Што ви е толку битно да функционира Советот непречено, мислам, како една од можностите. Една од можностите е токму одредбите од кривичниот законник. Да депонира пасош, да даде залог имот, еве и нашиот имот го даваме директно, дополнително, да се јави на судија секоја недела барем поеднаш. Те се инструменти кои што апсолутно функционираат во секој современ свет. Па не направил убиство тој. За одредени случаи добро, не направи ни Кежаровски. Така не е обвинет ни за некаков криминал. Целосно се согласувам. Јас сум еден од тие. Уште по секогаш го користам случајот Кежаровски. Еклатантен пример е, секогаш. Во делот на слободата на медиумите, во делот на испраќањето на пораката кон новинарите преку Кежаровски. Тој пати и плаче, најверојатно тешко му е таму во затвор. Посебно на неговото семејство. Но пораката е испратена кон сите други. Внимавајте што правите, зарем тоа треба така да го прави власт. Заради тоа и денеска имаме култура на медиумите во препораката. Што значи тоа, меѓу другото и Кежаровски е една од причините. Да се вратиме на вашата втора теза околу нападот, политичките мотиви за апсењето на Шиповиќ. Велите дека со тоа власта сака да го спречи објавувањето за криминалите во Скопје 2014 година. Како Советот, било кој советник може да го спречи тоа? Жерновски без ниту еден советник може да ги објави сите документи. Како тоа може да се спречи? Е точно, заради во правната процедура релевантноста на податоците, Советот на општина Центар мора да донесе одлука да проектира средства во буџет да ангажира државна ревизија или официјална со лиценца приватна ревизија. Советот е тој кој што ги носи буџетите и Советот е тој кој што треба да донесе одлука, за да биде целото тоа квалификувано. Ако Жерновски најде некој документ кај што има сомнежи дека се преплатени средства, може слободно да го објави. Тие се јавни документи, тоа се јавни пари. Како што знаете, тој достави до обвинителството одредени индикации и помора да се отворат постапки. Денеска никој како може тоа мора да го спречи? Никој нема мрднато со таа работа. Советот е насушна карика во донесувањето на огромен број на одлуки во една општина. Градоначалникот има своји надлежности, Советот има своји надлежности. Од една страна, например, за објавувањето на криминалите, еве дадов еклатантен пример, за да повикате државна ревизија. Државната ревизија ви доаѓа во програмски контроли, која ќе дојде општината наред. Но може секоја општина со одлука на Советот да ја повика државната ревизија и за тоа треба да плати
во таков случај. Без одлука на Совет, државната ревизија не доаѓа да ги констатира незаконитостите во работењето на одредена институција. Очигледно Македонија се наоѓа во политичка криза, особено после 24 декември. Груевски минатиот месец ви понуди избори како една од можностите да се разреши оваа политичка криза, меѓутоа го одбивте, а тоа беше едно од главните барања со Мартовскиот договор, ако не се лажам, СДСМ тогаш и славеше ко се потпише тој Мартовски договор со убедување дека ќе има до крајот на годината предвремени избори. Зошто ги одбивте тие избори? Заради тоа што овие локални избори кои што помина, уште еднаш потврдија на колку криминален начин се организираат изборите во Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз нема да прифати избори и уште еднаш како клен да улета, да легитимира вакви криминални избори како што ни се случуваат последните изборни циклуси. Најеклатантен пример е последните локални избори. Добро, Бранко Црвенковски предупредуваше на тоа, меѓутоа вие бевте едно негласните да се оди на избори. Не падна тоа од небо, таквите избори се очекуваше. Така е, се согласувам. При тоа, секогаш треба да се посвети внимание заедно со власта, која што ги има институциите под своја контрола, да се испегла избирачкиот список. Целосно за да се ревидира и на крајот председателот на најголемата владеачка партија и на најголемата опозиција да објават дека имаме избирачки список во кој што сите веруваме. Дека да донесеме изборно законодавство во кое што заедно двете страни, и позиција и опозиција, ќе објават дека сега веруваме дека имаме фер регулатива и фер шанси за секој на изборите. Зарем треба да дозволиме 55 милиона на 2 дена пред изборите да се трошат за субвенции за земјоделието, 12 милиони евра за медиумите, 2 дена пред изборите. Мислите дека клучниот проблем е во изборниот законник? Мислите дека во изборниот Македонија се закон- можни фер избори, демократски и со совршен избирачки законник? Совршени избори никој пат нема да постигнеме. Многу подемократски земји од нас не ги достигнале. Влијанието постои насекаде, но ние мора да тежнееме да ги отстраниме слабостите кои што ние ги предочуваме овде во општеството, а впрочем и опции ОДХР како надлежна институција не ги предочува. Така да, ако Заев, ако Милијан Екиевски не смее да отуѓува земјиште за време на 60 дена пред избори, од кога се распишуваат изборите, или објекти кои што се јавна собственост, така и државата не смее да троши 55 милиони евра петокот пред неделата кога се изборите, или 12 милиони евра да пушти пари до медиумите на 2 дена пред самите избори, или директорите на центрите за социјални грижи со списоци во раците да шетат од куќа на куќа во секое семејство кое што добива социјална помош, додаток за трето дете, детскиот додаток или било што, и да се заканува директно, ако не гласате, ќе бидат укинато. Ако гласате, еве ви ги парите веднаш стигуваат и тоа за 3 месеци. Зарем тоа е исправно? Тоа е фер шанса за сите да излегуваме на избори. Добро, господине Заев, меѓутоа и покрај тие услови вие победивте, победи градоначалникот во Куманово, победи Жарновски. И покрај сите обиди на ВМРО ДПМН да добие центар, се покажа дека волјата на народот кој е на страната на опозицијата не може да се спречи. Не е така, Гоце, заради тоа што 12.000 гласа. Како победивте вие? 12.000 гласа требаше да победам, не 2.000 гласа. Купуваат човечки души, со солзи во очите шетат по улици луѓето. Се тресат како лис директно. Зарем тоа е нормално општество во кое што живееме? Зарем тоа треба се ние да го легитимираме целото и понатамо да го охрабруваме со наше учество? Не е во ред. Сите анкети, сите анализи. Знам колку вредам во Струмица. 12.000 гласа беа разлика. Да грешам 2. Не може да грешам 10.000 гласа. Се тресат како листа. Како лиси. Добро, не излеговте со некои конкретни докази дека е направен некако фалсификат на избори. И вашиот медиум и многу медиуми има и снимки како се делат пари, како се закануваат директно влијателни луѓе во општеството, на бизнисмени, на откупувачи, директно кон земјоделците. Секој ден. Кои докази ви требаат? Заев 100.000 разликата беше. ВМРО имаше 415, вие имавте 320, ако не се лажам. Вкупно 100.000 разлика е тоа. Тоа е преголема разлика. Мислам, ако бевте тука некаде, па може да речеме дека влијаело тоа на резултатот. Јас не велам дека со тоа ние очигледно е дека се уште има поддршка во ВМРО ДПМН. Тоа ми е. Нема дилеми. Еве и нашите анкети покажуваат дека 6% поени водат пред нас. Тоа јавно го кажувам. Нема дилеми. Ние треба доправа да се понудиме, доправа да свртиме внимание кај граѓаните со сите наши активности. Проблемот е не дека очекувавме ние да добиеме мнозинство општини. Ние ќе добивавме многу повеќе општини. Нашите информации бе дека очекуваме од 15 до 20 општини, така? А не 4 да ги добиеме. Зарем исправно тоа што се случуваше со прегласувањето, директно притисокот врз судството. Зарем и тоа треба да го дозволиме. Зарем кога знаеме ај кога нема попис во државата, дека 2.100.000 жители сме од 2002 од пописот.
550.000 жители се неполнолетни граѓани до 18 години. Остануваат 1 милион и 550.000. Сите миграции кои што се надвор од државата, да ги тргнеме. Еве да ги нема. Како тоа на списокот има 1 милион 760.000 гласачи? Па не знам, председателот од ДИК од СДСМ, веројатно треба да ви објасни тој подобро. Апсолутно, и секој наивен, ако навлезе во таа формулација да верува дека председателот на ДИК ја има под своја контрола оваа работа, се лаже. Нема, може барем јавно да алармира, ја немам слушнато дека нешто тој кажал дека има проблем. Нека си даде оставка, не знам, има некои начини да... Најверојатно и ќе си поднесе оставка. Ние веќе разговараме за оваа работа заради тоа што ова е повеќе неиздржливо, не може да носите вина. Министерството за внатрешни работи го составува избирачкиот. Она го комплетира избирачкиот список. Го доставува како сурогат вака комплетиран до Завод за статистика. Тие го средуваат по избирачки места и по улици и го даваат како готов до Државната изборна комисија. Со кое мнозинство тој ќе почне да го чешла, со кои ресурси ако државата не му ги овозможи, да го чешла проверката на секој избирачки список. Како тоа? Ќе го провери тој. Борче Кондарко. Апсолутно и институциите на системот се тие кои што го проверуваат. Прво ќе му дозвола да направи експеримент во две општини, една рурална, една градска општина. Да провери што во суштина е таа разлика што се јавува во избирачки список. И на крајот, нека некој не покаже на нас како опозиција, зарем ние треба да докажуваме во државата. Нека ни докаже власт дека стварно вкупниот број на гласачи во Република Македонија е тој, по тие основи. Оваа разлика од 200.000 се токму тие, заради тоа што се впишани од тие причини. Нека ни појасни некој. Зарем тоа треба опозицијата да го прави? Зарем треба опозицијата? Добро, тоа е поентата, така е политичкиот систем поставен, затоа е председателот на ДИК од опозицијата секогаш за да го контролира процесот. Ако има некакви неправилности, треба да алармира. Тој е првиот што треба да алармира јавноста и домашна и меѓународна. Значи неколку пати ДИК си функционира како да е се нормално. Вие ова што кажувате испеѓа дека пушта писмо до Министерството за внатрешни работи како на таа адреса живеат 84 луѓе од Пустец. Директно донесе. Како? Никој не му дава одговор. Никој не му дава. Алармираше јавност. 3 пати го пушта писмото. На иста адреса 84 луѓе живеат од Пустец. Која тоа механизам тој го има по своја контрола за да може да издействува регуларен или избирачки список кој што ќе биде директно проверен? Нема никаков механизам. Прво мнозинството таму е под власт. Директно под контрола. Добро, значи останувате на ставот дека без имплементирани препораки од ОПСЕ од ИХР нема да одите на избори? Ние имаме поголеми барања. Но реално очекуваме минимум барем тоа да се имплементира. Да не се случи повторно како претходните избори странците да дојдат па во име на некакви повисоки државни интереси повторно да се појавите. Социјалдемократскиот сојуз секој пат пред себе ги имал исправено највисоките државни интереси, секој пат пред партиските интереси. Тоа го докажува. Не можем да кажеме јас однапред дека тоа ќе значи ова или она. Јас можем да ве убедам, да тврдам, дека ќе ги искористиме сите демократски механизми што ни стојат на располагање, да не дозволиме уште еднаш да се спроведат нелегитимни и криминални избори. Попис само во 2 земји во светот нема. Една од тие земји е Македонија. Зошто? Зошто? За да може власта полесно да манипулира со изборното законодавство, со избирачкиот список. Значи оставате можност сепак да одите на избори. Така? Ние не се заканивме дека не одиме на избори, туку сакаме фер шанса кога ќе излеземе на избори. Тој граѓанин што се определил дека ќе гласа за опозицијата, да гласа за опозицијата, а не да му ја купа душата со пари од буџетот. Или некој да гласа по 4 пати во Република Македонија. Исти граѓанин. Оти таа бројка тоа ми го кажува. Како другчи јас да не се сомнем во овие работи? Јас сум должен како председател на опозицијата и мојата политичка партија, како најголема опозицијна партија, да максимум стори се што има, како механизам демократски на располагање, да ги искристализира во секое здраво општество. На крајот излегуваат председателот на опозицијата и опозицијата и велат, сега имаме фер или барем минимум фер регулатива на која што може да одиме на избори. Тоа е редот. Избирачки закон се носи секој пат со целосно гласање и на позиција и на опозиција. Само кај нас, како демократска земја и секако во многу недемократските или режимски поставени земји, власта си носи регулатива каква што не зи одговара. Секој пат пред да дојде оваа влада, секој пат сме носеле закон, позиција и опозиција. Потсетам што му правеше Груевски на Владо Бучковски 2006 година. Но мислите дека сегашниот законник е полош од тој од 2006 година? Секако. Па опозицијата победи од 2006 година. Секако, нема проблем. Ние донесовме заради преговорите кои што ги имавме со опозицијата. Добија фер шанса. Ние не велиме дека они ако го сменат
избирачкиот законник и ги прифатат препораките на ОПСИ и ОДИХР и го регулираме до крај изборното дека СДСМ ќе победи. Кој тоа може да го каже? Тоа граѓаните не крстат на избори. Но апсолутно ние треба да направиме се, да добиеме изборна регулатива во која што веруваме сите. И на тоа ќе испратиме јасна порака до граѓаните дека таму за параванот тие носат одлука и за себе и за своето семејство и за својата земја. И апсолутно тоа да биде недвосмислено. Само на тој начин ќе имаме исправни одлуки од граѓаните и подкрепени влади во иднина кои што ќе имаат огромна подршка да носат одлуки за оваа земја. Наместо сега како што не се носат одлуки од никој правец. Ја запревте работата во работната група за имплементација на договорот за настаните од 24 декември. Сакам да ве прашам за Мартовскиот договор. Споменавме за изборите, меѓутоа што доби од опозицијата? Што доби опозицијата од тој Мартовски договор? На 24 декември ви сврлија од собрание. Го потпишавте тој Да, го потпишавте тој договор. Излеговте на избори, се вративте во собрание. Што доби опозицијата од тој договор, освен нели што помогнавте да ја задржиме препораката за Европска унија? Доби Република Македонија. Ништо не добив. Изгубивме се. Не тепа и не ни дозволи ни да плачеме. Тоа е. Но направивме исчекори, оти требаше да ги направиме за Република Македонија. Никој не веруваше дека ќе најдеме председател на комисијата. Нешто најдовме, извештај донесовме. И ние таму не ставивме, ниту нотиравме никакви забелешки, за да не го обремениме теретот на Република Македонија. А сега не правите штета со ова што блокирате работата? Не, апсолутно. Секаде во светот опозицијата има право да организира протест. Имавме протест од 40 минути. Јасно и недвосмислено. Мислам за работната група. Еве вака. Значи прво ние се вративме во парламент. Учествувавме на избори. Придонесовме ние. Во најмала рака придонесовме, ако не мнозински придонесовме, да имаме политички диалог воспоставен во државата и да донесеме извештај на комисијата. Го потпишавме меморандумот, кој што е обврска. Заради тоа што веруваме и сакаме Македонија да биде членка на Европската унија. Тоа некако си ги врзавте рацете, сега не можете да излезете ни од собрание. Ако излезете од собрание, ќе испадне дека не го почитувате договорот што сте го потпишале. Не е тоа причината. Не ви ги ограничува можностите за опозицијско делување? Многу често. Значи ние ако станевме надвор од собрание, можеби ќе имавме поголеми ефекти, но ќе губеше Република Македонија, така? Нема се и во иднина не смеете да блокирате. Никој не може после да каже. меморандум. Па ќе испадне дека работите спротивно на тоа што сте се обврзали. Така е, они може да ни запсат сите таму од парламент во затвор и ние да не излегуваме. Значи не се работи за тоа дали ние ќе го блокираме собрание, ние не сакаме да го блокираме собранието. Ние сакаме да ја одиграме нашата опозициона улога. Ако опозицијата не дебатира таму, граѓаните не знаат кои закони се носат и каква рефлексија ќе има врз нивниот живот. Ние имаме улога во ова општество за кое што сме должни да ја исполнуваме. Со учество во парламентот и не само учество, дебати во парламентот, како што тоа го прави секоја опозиција. А имаме квалитетна пратеничка група која што знае да дебатира во суштина на секој закон. Преку тоа граѓаните знаат каков закон се носи. Но секој пат носевме одлуки кои што се исправни за Република Македонија. Заради тоа со гордост велам дека ова е државотворна партија. Секој пат знаела да ги стави државните интереси пред своите сопствени интереси. И сега, како што гледате, пуштаме апели, молби. Оставете бе луѓе да се бориме на економски план, со визии, со идеи, со проекти, не на улица. Не ни треба тоа. Но на власта не ја одговара 8 година е на власт. Тонат секој ден и ќе потонат. Заради тоа, колку повеќе потонуват, толку се подрски, погадни и погрозни. Секој ден. Почнавте да подготвувате програма. Очигледно имате некои проценки дека тоа е нешто што е недостигало на опозицијата. Меѓутоа, со работен наслов да ја вратиме средната класа. Меѓутоа, ова прва мерка што ја понудивте, воопшто не изгледа дека е за средната класа. Тие што се богати ќе добиваат повеќе ДДВ поврат, тие што се сиромашни помалку. Ја ако купам Матис, например, ако некој бизнисмен купи джип, мене ќе ми вратите неколку стотини евра, него неколку илјадници евра. Како ќе вратите средната класа со оваа мерка? Еве вака, 130 милиони евра повеќе пари ќе се вратат назад кон граѓаните. Ама повеќе кон богатите. Не е точно. Пазарот знае да ги испегла и механизмите. А тие трошат повеќе, господине Заев. Само малку, значи ние нудиме пакет од 350 мерки. Така, ова е една од мерките кои што ја презентиравме. Прво, генерално зборувано, 130 милиони евра на годишно ниво, значи секоја година, ќе ги враќате назад кон граѓаните. Има некаков ваков пример во некоја друга држава? Португалија, Турција, Шпанија ги имаат применето. За ДДВ, јас сум слушнал за персоналист дека се враќа за ДДВ, кој што дале придонес
директно во успокојување на општеството, на граѓанството. Сега да ви кажам неколку работи кои што би се случиле. Значи, државата досега акумулира во буџетот 45 милиарди денари од ДДБ. Официјално, даночната евазија е преку 35%. Државата соопштуваше и преку 60% кога ги затвараше овие доќаните. Овие 35%, само 50%. Добро, јасно е поентата, дека ќе се зголеми, дека самите граѓани би били инспектори, ја свативме таа. Така е, 55 милиарди, 8 милиарди ги пуштате, тоа се 130 милиони, 2 милиарди остануваат повеќе во буџетот. Од тие 2 милиарди може да зголемите социјална помош. Од тие 2 милиарди може да дадете повеќе кон посиромашниот слој, по разни основи. Следете ги промоциите на нашите мерки, ќе видите како целиот овој пакет значи редистрибуција на националното богатство и доход. Тоа значи дека ако оние кои што доправе до минералните суровини, до рудните богатства, до топлите води, имат можност повеќе да заработат за себе и своето семејство, треба да платат малку повеќе на оваа држава. Преку социјалните механизми, државата да ја успокои со финансиска поголема поддршка, она што значи сиромашна класа. Ние мораме да ја зајакнеме граѓанството, стопанството, семејството во Република Македонија. Добро, ќе ги видиме следните мерки. Така. Сашо Ордановски пред неколку денови објави сензационалистичка вест дека до крај на годината ќе биде уапсен Бранко Црвенковски. Што ќе прави СДСМ во таков случај? Ќе зборувате уште за програмата или ќе го игнорирате Црвенковски? Тама работа. Бранко Црвенковски е поранешен претседател на Република Македонија, премиер во 2 мандата. Апсолутно идеологот на социјалдемократите. Како што за секој граѓанин сме директно подготвени да реагираме, за Бранко Црвенковски секако дека... Тоа значи директно ќе влијае на вашата стратегија пред избори евентуално. Што и да е, зарем при ваква акција некоја си не дај Боже, ни да помисли власт. Малку, да. Така, не дај Боже ни да помисли власт. Социјалдемократскиот сојуз треба да молчи, да биде слеп, што треба да прави? Тоа губи смисла се. Ние правиме максимални напори. Пуштаме пораки недвосмислени. Фер шанса сакаме со демократски средства да се бориме на политичкиот мегдан како политичари и политички партии. Самото ваше индуцирање кое што го споменувате, дали некој ќе го апси Бранко Црвенковски, кажува и за вашиот впечаток и за впечатокот на мнозинството граѓани во какво општество зборуваме. Во нормални земји никој не ни помислува на таква работа. Никој не ни помислува и апсолутно е гола. Тој е граѓанин нова земја сега. Гола шпекулација е некој што го спомнува тоа, а не па да помисли за ваква работа. Така да, ве гледате сега, ние реагираме солидарно, пријателски, консеквентно како опозиција, но при тоа одиме понатаму ја промовираме нашата програма. Ќе ги вадиме криминалите, ќе ги вадиме криминалите на власта во периодот кој што предстои и апсолутно ќе водиме максимално позитивна кампања во делот на промотивните активности. Но она што е криминал, ќе го разобличиме до крај. И ве уверувам дека има толку материјали во СДСМ дојдено. И тоа од незадоволни ВМРО-вци, кои што еден по еден, сите добро вработени, до ниво на кривични пријави, ќе ги обелоденуваме секој ден. Постојано. И тоа ќе го правиме се додека, се што имаме како информација, не го споделиме со јавност. Не очекуваме ова инструирано политичко владење врз сите институции, кое што го имаме дека нешто кој знае што конкретно ќе промени. Но ќе дадеме на показ на јавноста какви големи плячки се прават во ова наша земја. Каде сите пари заминале, кои што секое семејство ги чувствува денеска како недостаток. Каде и од каде доаѓа таа сиромаштија. Дефинитивно, од човекот кој што е последниот транзицијски политичар во државата, ја води најкриминалната влада во Република Македонија со најголемата плячка која што е направена во делот на самостојноста на Република Македонија. Имате средби со Црвенковски? Доаѓа во СДСМ, во јавноста го нема воопшто како се повлече? Вака, со Бранко Црвенковски имам 4,5 месеци сум 3 средби. Едната беше примопредавањето во партијата, направив јас една посета кај него во кабинетот на поранешен претседател и тој направи една посета во партијата. Имате ли некакви проблеми со луѓето лојални на него натре во партијата? Не се работи за луѓе лојални на Бранко, на Заев или на било кој во партијата. Социјалдемократскиот сојуз е демократска партија. Постојат силни дебати со разнолики мислења и ставови во партијата, но на крајот се носи одлука со мнозинство. Која носиме, сите стоиме за таа одлука. И апсолутно, јас сум задоволен како се имплементират одлуките на СДСМ, донесени на извршен одбор, на централен одбор, на проширени состави заедно со пратеничка група и слично. Дебата постои.
Знаете дека имаме и по 6 и по 8 сата состаноци на Централниот одбор, со пратенички групи се на кои ќе ги изградиме ставовите, се да ги почитуваме тие ставови. Достоинство е напушти коалицијата деновиве, Сојуз за иднината. Кои се причините и зашто се разотидовте? Како што знаете, најавивме од порано дека реално оваа коалиција десни и леви партии не ги даде очекуваните резултати на локалните избори. Се правеа неколку анализи во Социјалдемократскиот сојуз, но и генерално во опозицијата, кои што покажаа дека секако ќе бидат попривлечни десните партии за незадоволни досегашни гласачи на ВМРО ДПМН, доколку тие сами настапуваат. Или пак обратно. Ова значи дека може и другите партии од десницата да ги само да објаснам. Тоа значи дека голем дел од гласачите не доаѓале кон нив, од проста причина што тие се во коалиција со СДСМ, или пак голем дел од гласачите не доаѓале кон СДСМ, од проста причина што имаме десни националистички партии во коалицијата. Што се случува? Договоривме дека сите остануваме опозиција, дека коалициите кои што се формирани на локално ниво обстојуват. Стојанче има два советници, тие се уште во опозиционите тимови или тандеми на локалните власти. Тоа значи дека со другите политички партии ние ќе разговараме и ќе дебатираме. Со Стојанче тоа и го најавивме и како што гледате, тој го објасни дека обстојуваме сите како опозиција да го скршиме овој режим, да падне оваа власт, модалитетите на функционирање се заради различните ориентации, да ги кажам, лева и десна партија, заради по-успешно имплементирање на програмите и политиките и привлекување на можно и народна поголема поддршка. Да напушти сојузот. Можно е и народна, обединети за Македонија, но тоа взаемно го договараме. Како што гледате, го најавивме, го анализираме и ако треба да го соопштиме, ќе го соопштиме заедно, секој поединечно или слично. Какви ви се релациите со новите партии на Стефчо Јакимовски и на Владо Бучковски? Ги гледате ли нив како опозицијски, како некои партии со кои би можеле да имате некаква соработка? Ево вака. Ево, ова е одличен момент да соопштат своји ставови. Се согласуваат со актуелните моменти или не? Се легитимираат како политички субјекти во државата, молчат. Така, треба да кажат. Се согласуваат со ова што се прави како хајки во општеството или не? Така да не гледам досега опозиционо делување кај нив. Според мене, ако тоа не го докажат, да е Боже да го докажат, се приврзоци на власт. Инструмент преку кој што власта сака да создаде вештачка опозиција. Знаеме Стефчо Јакимовски со која во коалиција во центар, се надевам дека опозиционата душа која што носи во себе или ја носише буквално до пред тој 16 февруари кога се поднесуваа кандидатските листи се уште има во неговото срце. Така да маките кои што ги видел, разочарувањата кои што пред мене ги демонстрирал, со сите активности од власта кои што биле преземени и неговите реакции, како што беше рамо до рамо на тој 24 декември со мене, кога знаеше секој пат да излезе на пресконференција и да соопшти дека нешто не чини во општеството, дека тоа што се прави не е во ред, тогаш ќе видам дали е опозиционе. Оваа партија се формира. Досега не видов политичка платформа. Немат ставови по главните прашања. Тие мора да излезат и да соопштат ставови. Да видиме дали се кон власта ориентирани или кон опозицијата ориентирани. Ако се кон опозицијата, секој е добро доден за соработка. Коалиција, соработка, градење на заеднички ставови, споделување на исти вредности или слично. Тоа се однесува и на се уште во најава, тоа движење кое што Владо Бучковски сака со неколку истомисленици да го формира. Апсолутно, ние сме политичка партија, немаме предрасуди. Ние влеговме во коалиција со десните партии, а не па со некој ако се ориентира како лево ориентирана партија, не е двосмислено потврди дека опозициона, можности за соработки постојат со сите. Целта е ова власт да падне. Овој режим и оваа диктатура да заврши и дефинитивно да отпочнеме еден нов ден, каде што сите пред се ќе воздивнеме и спокојно ќе живееме, секој со своите обврски ќе се бориме за поквалитетен живот за нас и за генерациите кои што доаѓаат пред нас. Што е со партиите на албанците? Со која партија од албанците би коалицирале во иднина? Имавте средба со Ахмети, но се чини дека коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ си функционира совршено. Да не речам, дури и со ДПА ви се нарушени односите после таа ваша коалиција со ВМРО за Кичево и за Струга, па сега и со избирањето на претседателот на Советот во Струга, ДПА и поблиску до ВМРО него до вас. Имате ли некакви преференции? Една работа. Ние сме должни јасно да се кристализираме себе си како политичка понуда и политичка партија пред граѓаните. И тоа го правиме. Првиот момент, кога смислата на оваа коалиција во Струга беше изгубена, каде што не го испочитуваа договорот,
Ние им предлагаме кандидат за совет, за председател на советот од редовите на ВМРО ДПМН. Тие гласат против и гласат против предлогот на ДПА, односно гласат за предлогот на ДПА, падна и смислата на договарањата и на коалициите. Што се случува? Ваквите ситни игранки за интереси лични, бизнис или било какви интереси. Мислите дека беше добра таа ваша коалиција со ВМРО за Не. Кичево и за Струга? Не. Според мене добри се коалициите кои ги градиме без предрасуди на етнички, верски или било каков основ. Ако се за исправна цел кон едината на општеството, дали е тоа локална самоуправа, државата или било што. Така да интересните коалиции не може да функционираат на долг рок. Каква порака испраќаме кон Стружани? Таму живееле многу добро, секогаш до сега, и албанците и македонците. Си почитувале културните вредности и се. Сега се создадовме 2 блока, македонски и албански. Која е таа иднина? Добро, вие учествувавте во тоа, мислам, вие го формиравте тој блок сега. Апсолутно не. Да. Јас не го поддржувам тоа. Првата прилика, кога можев да донесам одлука, уште во првата недела од кога бев избран за председател, реков, Социјалдемократскиот сојуз не е националистичка партија. Ние не можеме да делуваме вака. Ред е Социјалдемократскиот сојуз да прави коалиции леви со лево ориентирани партии, да прави коалиции со исти програми или слично. Коалиција на СДСМ со ВМРО ДПМН, кога го спомнуваме режимот, диктатурата која е смислата, не се согласувам воопшто. Ниту бев консултиран за таа коалиција, ниту се согласувам со таква коалиција. Апсолутно немам намера да ги враќам сите процеси назад, но она кое што е создадено треба да има трајни основи, трајни вредности и придобивки за граѓаните, не за политичарите и за поединци од политичарите. Мудрите интелектуалци и обичните граѓани дури знаат дека тоа е неприродно, нема одржливост и не треба да обстојува. За албанските партии не ми одговоривте. Кои се вашите преференции, ДУ и ДП? Гледате ли некаква разлика? Ние сме реално отворени за соработка со сите. Овие иницијативи за средби, кои што ги отворивме ние, и без предрасудиеве, отидовме и во Мала Речица, се гледаме со Груевски во влада или било што, се со конечна цел интересите на Република Македонија. Одовде тргна можностите за воспоставување на политички диалог. Одовде во делот на разговорите со Али Ахмети разговаравме за крупни прашања кои што се многу важни за државата. Колку сме блиску или не како политичари, како политички партии, за да изградиме, дај Боже, некој пат и консензус за крупните прашања. Името. Зошто да нема Република Македонија од власта и опозицијата, од македонците, од албанците, турците, ромите, било кој, заеднички консензус по ова прашање. Зарем не би биле вие погорди како граѓани на оваа земја, кога ставот ни е јасен, гласен и унисон на сите. Но нема политичка клима за оваа работа. Добро, генерално се согласуваат сите дека идентитетот не треба да биде загрозен. Добро, тоа е веќе друга тема. Се ближи крајот на емисијата, на крајот малку за тендерите. Верувате ли дека во Македонија тие се делат на честен начин? Тендерите во Република Македонија со овие инструменти и пипци како што ги има поставено оваа владеачка гарнитура, апсолутно не се делат на честен начин. Честниот начин секој пат е законски или морален. Зошто? Ако разговарате со еден голем број на фирми, ќе ви кажат дека тие се убедувани да се повлечат од тендерска постапка, да не конкурират, да не се жалат или слично. Имате примери каде што вториот најдобар понудувач е оној со кој што се склучува договор, а не првиот. А при тоа првиот не се жали. Апсолутно по критериуми, по бодирање, друг требало да биде избран. Имате насекаде каде што гледате дека имате непазарни вредности. Апсолутно непазарни вредности докажливи. Не може во цела Македонија квадратен метар да е 400 евра градба, само во центарот на Скопје, за овие јавни објекти да е од 5 до 7.000 евра квадратен метар. Која е таа пазарна вредност? Со што? Со злато наместо со бетон ги градеа зградите? Сето тоа укажува колку се големи криминалите. Не би сакал, нема ни време. Следете не, ќе ги отвараме дел по дел. Сами ќе заклучите. И вие, и секој дури лаик во државата. Ве прашувам за да го поставам следното прашање. Како очекувате, кога е вакво мислењето на мнозинството граѓани во Македонија, дека така се добиваат тендерите, како очекувате да ви веруваат дека вашите фирми ги добиле на честен начин тие тендери во Струмица? Заради тоа што нема ниту една жалба, на било кој, никој не се жалил, никој не го оспорил тоа, и јас не сум дознал кога се случило тоа, да за 109.000 денари за овој промет конкурира некаде, или за 64.000 денари некаде се конкурира. 820 плати дават овие фирми.
Овие фирми живеат и обстојуваат во Струмица и со нив живеат 820 семејства секојдневно. Со својата продуктивност продуцираат еден куп даноци во буџетот, еден куп соработници како фирми од кои што живеат и тие фирми. И апсолутно, овде законот дозволува, како што вие, ако вашиот татко некаде одлучува, доставите барање за легализација, зарем немате право да ви биде легализиран објектот и вашиот татко е на таа позиција? Не, законот предвидел кој во ваква постапка одлучува. Добро, меѓутоа и вие рековте, има законски аспект, меѓутоа има и морален. Може да е се законски, меѓутоа дали сметате дека тоа морално? Лидерна опозиција, фирми на лидерна опозиција да добиваат тендери на во општина каде што самиот лидер е Апсолутно еве вие навлегувате на целта која што сакаше власта да ја постигне. Каде бе тоа власта држи пресконференции против опозиционер, председател на опозицијата, власта која што ги има сите инструменти на контрола, на надзор, на органи на прогон. Таа доаѓа и поднесува кривични пријави. Притвара. Се согласивме дека се законски. Сигурно ако имало нешто незаконски ќе поднесе, меѓутоа дали е морално? Морално е заради тоа што никој не е бил обесправен во ваквите надпревари, никој не се жалел. И ако ви кажам дека паѓаат тендери заради тоа што нема понудувачи, оти нема и пари кои да платат од јавните институции, апсолутно е морално. Онамо каде што предизвикало тоа внимание е неморално и веднаш се поништуваат сите постапки. Така да имаше еден тендер на 84.000 денари во општина Струмица, каде што конкурирала фирма од семејството зајави, но законот пропишал како тоа се прави 84.000 денари. Ние имаме 400 милиони евра капитални инвестиции за последните 8 години назад. Но еве и за овие 84.000 денари законот номинирал како тоа се прави. Се работи за новогодишни пакетчиња да бидат дадени на децата со социјални потреби, без родители или слично. На крајот, господин Заев, сакам да ве прашам колку човек како вас со толку многу фирми може да биде лидер на опозиција да се бори безкомпромисно, кога со тие фирми е многу лесна мета на многу инспекции, на многу контроли. Каде насочувате енергијата? Можете ли целосно да се посветите на Еве на работа. Дали е тоа хендикеп некаков? Јас се гордеам со моето семејство и заради тоа овиот мој политички противник знае тоа да го злоупотреба. Тоа се фирми на мои први братовчеди, втори братовчеди, подалечни роднини. Не е тоа на Заев. Добро, имате и браќа и Така е. татко. Така е, но кога ги зборуваат Заеви, зборуваат за сите. А сите имат и први и втори братовчеди. Јас се гордеам со овие мои роднини. Зошто? Оти пркосат на времето се борат да дадат на времено плата, да платат придонеси, да платат даноци пред државата. Јас сум првиот политичар кој што влегува на ваква позиција директно од бизнис секторот. Јас тврдам дека во ова наше општество може поинако да се живее. Тврдам. И тоа заради тоа што можеби Македонија ќе добие шанса да ја води директно човек кој што потекнува од комерцијата, од реалниот сектор, од бизнисот сектор. Да покаже дека во ова наше општество може и подобро и посреќно да се живее. Тврдам. Сам си ја провери Струмица. Бевме една мала паланка на југоисточниот дел на Македонија. Никој не зборуваше за неа. Денеска сме бренд неим. Прва општина од сите аспекти во Република Македонија. Прашањето ми беше дали не сте ранлив со тоа што имате толку многу фирми, толку многу бизнис. Една работа. Зарем е толку трагично луѓето да ви знаат се и позитивно и негативно што ви имате позади вас. Значи јас потекнувам од бизнис секторот. Јас сум човек кој што создавал се што имаме е овде во Република Македонија. Се што имаме. Секој заработен денар е реинвестирано овде во Република Македонија. Не ме прават ранливи заради тоа што ранливоста ми ја прават само во мојата душа, која треба да објаснам на мојот зет, на мојата снаа од прв братучет, дојдена во семејството, дека и таа мора, како собственик на тие фирми, тоа да го трпи заради нејзиниот прв братучет Зоран Заев. Но, кога ќе ви кажем дека имате 1.600.000 евра казни тие фирми, каде што 70% ги добиле на суд со висши управни судови, конкретно. И целото тоа се докажало колку било перверзно, гнасно и злонамерно, целата ова работа, тогаш сваќате ни се што мора да поминете и вие, и по тесното, и по широкото семејство, за да докажете и пракосите на некој со кој што не се согласувате, дека може поинако да се живее. Значи не сте колеблив. Значи останувате во битката. Апсолутно. До крај. Ви благодарам за учеството во емисијата. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте и со оваа анализа на 24 вести. Останете со нашата програма.